Добар ден. 13-то издание на Моја сторија. За мене тоа е среќен број откако постојам. Минатата епизода разговаравме за една многу интересна тема. Таа тема направи големи бранувања во социјалните мрежи и со право. Тоа е идејата на оваа емисија, да ги разбуричка темите кои што ги засегаат младите, кои што не им се доволно објаснети на младите или доколку младите не знаат дека тоа и некои други закони постојат или се проблематични. Затоа предлагам да видиме за што зборувавме претходниот пат и продолжуваме со денешната тема. Се работи за барање на еднаквост, а не за некакви посебни или специјални права или специјален третман. Не да биде исклучена заедницата и да кажеме сега тука сме седнале 5 луѓе и си носиме некаква одлука од наш рак. Значи може да поминат 30-50 години во заедница и да не може да си ги остварат основните човекови права. Генерално, корисниците кога се јавуваат или во шелтер, од шелтер потоа им треба психолошка помош, ги упатуваме во советувалиште. Ако се јави некој на линијата, има потреба, е загрозен дома, нема каде да преноки или му треба сместување, се поврзуваме пак со шелтерот, така да целиот пакет на услуги го заокруживме, како да речам, оваа година. Так, тема на денешната епизода е дискриминација. Нема да дискриминираме во однос на дискриминацијата и ќе ги опфатиме сите можни модели на дискриминација. Гости денеска се Александра Цветановска. Добар ден. Таа е проектна координаторка на Македонското здружение на млади правници. Потоа го имаме Шенај Османов од Асоциација за човекови права на ромите. Добре дојде, Шенај. Наташа Петковска, правна советничка во Хелшинскиот комитет за човекови права. Добар ден. И Исмаил Камбери, член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Добар ден и до тебе. Благодарам за поканата. Така, Наташа, дали сме ние дискриминаторско општество и колку многу? За жал, јас сметам дека ние сме дискриминаторско општество. Тоа и најдобро го покажа она што се случуваше после емитувањето на вашата претходна емисија, каде што гостите нели зборуваа за правата на ЛГБТ и луѓето. Реакциите кои што проследија нели после емитувањето на емисијата, всушност значи дека јавноста го осудуваше она што токму за таа тема се зборувало во ударен термин, односно се емитувало на јавниот национален сервис. При тоа гостите, темата, па дури и вие како организатори, целата емисија беа мета на напади од страна на јавноста, мета на дискриминаторско однесување, на говор на омраза, па дури и повици за насилство и закани по животите на ЛГБТ и луѓето. Ова само ни покажува колку ЛГБТ и луѓето не се еднакви во ова општество. Дека ЛГБТ и луѓето нели се борат за да имаат на еднаква основа да ги уживаат своите права кои што им се загарантирани со устав и со закони. И тоа беше прилично евидентно после сето она што се случуваше со емисијата, односно најчесто на социјалните мрежи нели беше споделуван тој говор на омраза и повикувањето на насилство. Сега уште еден показател за тоа дека сме ние дискриминаторско општество е целава ситуација која што настана со пандемијата од коронавирусот. За време на ваква пандемија и криза најчесто нели се удира по човековите права, на основните човекови права на луѓето.
Уште од почетокот на пандемијата, кога беше прогласена вонредна состојба, кога беа носени уредбите со законска сила, можевме да забележиме дека тие уредби не адресира одредени конкретни специфични потреби кои што ги имаат одредени категории на луѓе. Например? Например, не беа адресирани потребите на лицата со попреченост, на ромите, на бездомните лица. Имаше околу 250 месечини уредби со законска сила, а само 2 или 3 од нив конкретно се однесуваа на лицата со попреченост. Не беа земени воопшто предвид околностите во кои што тие секојдневно живеат и функционираат. Или тоа беше превид направено, па после тоа се коригираше понатака или? Јасно, меѓутоа имаше и да речем имаше една уредба нели за носење на заштитна опрема, заштитна маска нели и така натаму. Меѓутоа да речеме кога некое лице со оштетен слух оди во институција и има потреба од читање од уста, не може тоа да го направи без да извади маската другиот кој што разговара со него. Ме разбирате, имаше некои такви мали ситници, можеби нас не се чинат, кои што не беа доволно адресирани. Да речеме информациите кои што беа достапни за сите, не беа достапни за лицата со попреченост. Тоа е во однос на системот како ги така, спровел тие работи. Така, јасно, меѓутоа сето тоа доведува до дискриминација заради тоа што тие нема да можат да си ги остварат своите права на еднаква основа со другите, како што можат нели останатите. Еве уште еден пример, на почетокот на пандемијата нели беше прогласен посебен режим за движење, полициски час беше воведен, не беше предвидено како исклучок жените кои што се жртви на насилство да излезат од домот. Тоа беше на самиот почеток, зборувам. Со тоа што во моментот кога беше носена таа одлука, воопшто не се зема предвид дека да речеме за некои жени домот е најнебезбедното место за живење. Дури откако се реагираше во јавноста, дури откако ние како невладени организации реагиравме во јавност и апелиравме и посочивме на овој проблем, дури тогаш беше предвиден тој исклучок да може жената и децата жртви на семејно насилство да излезат од домот и да пријават во најблиската полициска станица или центар за социјална работа. Добро, не знам дека некој бил казнет да каже дека избегал од дома. Јасно е, меѓутоа со самото тоа што вие не ги земате предвид во моментот кога ги носите тие одлуки може да доведе до дискриминација. Тоа се превиди кои што се секогаш не може човек да ги предвиди. Во моментот на носење на одлуките мора да се земат пред сите околности на сите различни категории луѓе во кои што живееме како општество. Александра, кои дискриминаторски основи се најмногу застапени кај нас? Да, јас само најнапред благодарам за поканата. Навистина е многу интересно и многу важно да отвориме ова тема затоа што е присутна. Значи, јас ќе се надоврзам на Наташа, не само што ние сме едно дискриминаторско општество, него ние сме и многу стереотипно општество. Значи, кај нас превладуваат стереотипите кои што ги имаме, токму тоа некако доведува да се случува дискриминација, дискриминаторски третман. Најчесто значи дискриминацијата кај нас е по повеќе основи, но оние кои што се нели највеќе се истакнуваат се дискриминацијата по основ на пол и род, дискриминацијата по основ на етничката припадност, бојата на кожа, дискриминација по однос на политичка припадност. Значи ова е навистина многу основ кој што е застапен обично во државните институции по политичка основ, дискриминација по основ на возраст. И некако значи цело време дискриминацијата по овие основи најчесто се повторува. Имаме можеби повеќе пријави во однос на овие основи, но не доволно колку што се случува. И ние цело време како невладина организација апелираме дека луѓето треба да се охрабрат, да поднесуваат представки до комисијата, до народен правобранител, да поведат судски постапки, затоа што со самото тоа, значи вие постапувате можеби за себе, нели во ваша заштита, но ги охрабрувате другите луѓе да поведат постапки. Кај нас некако луѓето многу ретко се охрабруваат да поведат постапки за заштита од дискриминација, иако навистина сме сведоци. Значи присутна е, ја има, луѓето се жртви од дискриминаторски третман но за жал ретко се препознава дискриминацијата, значи ретко може да препознаат луѓето дискриминацијата и за жал значи ретко се пријавува. Спомнавте нели основи, јас ги набројав кои основи, сега во кои области? На пример, многу е често дискриминацијата во работните односи. Значи во пристапот до добри услуги. Спомна Наташа, значи тие односно лицата кои се попреченост, значи навистина тие немаат до многу институции пристап. И тоа е дискриминација. Значи не може да пристапи до институција да заврши работа, нели како сите луѓе кои што останатите луѓе можат да го направат тоа, овие лица не можат. На пример бремените жени. Они се кога ќе кажат дека се бремени на работното место, многу често не се продолжува договорот за вработување. Тоа е веќе значи онаа дискриминација по основна така да е присутна, честа,
но ретко се пријавува и луѓето ретко се охрабруваат. Затоа јас сметам дека навистина оваа емисија е многу добра, младите треба да се охрабрат, нели, да ја препознаваат дискриминацијата и да се заштитат. Така. Ајде да видиме малку азбука за дискриминација, па просто продолжуваме со дополнителни прашања. Дискриминација. Забележувате дека не сме сите исти. Што е всушност тоа? Дискриминација е секое правење разлика, искористување или ограничување на луѓето врз основа на нивните колективни идентитети, пол, род, класа, етност, со што се оневозможува остварување или заштита на основните човекови права и слободи. Со една реченица, дискриминацијата е незаконска. Сите граѓани се еднакви пред уставот и законот, но дали сите ги знаат своите права? Дали знаат да ја препознаат дискриминацијата? Дали знаат правилно да реагираат? Со сигурност сте биле сведоци на вакви или слични ситуации. Полова дискриминација. Дечко и девојка конкурираат за иста работна позиција. Двајцата исполнуваат услови, имаат исти квалификации. Сепак, менаџерот се одлучува за дечкото, затоа што смета дека девојката нема да одговори на задачата. Можно е да зема породилно отсуство или отсуство заради семејни обврски. Што ако тоа е некој од вас? Дискриминација врз основа на возраст. Лице на возраст на 45 години конкурира за работна позиција, но менаџерот одбива да го повика на интервју само затоа што мисли дека е стар. Што ако тоа е ваш родител? Дискриминација врз основа на телесна попреченост. Родители на дете со телесна попреченост сакаат да го запишат своето дете во училиште, но директорот на училиштето ги одбива и ги пренасочува во специјално училиште. Што ако тоа вам ви се случува? Расна или етничка дискриминација. Семејство од ромска националност оди на шопинг, но обезбедувањето не им дозволува влез само затоа што продавачката има предрасуди кон ромите. Што ако тоа вам ви се случува? Секое неоправдано различно однесување кон поединец или кон група поединци е дискриминација. Ако случајно сте се нашле во ваква или слична ситуација, запамтете, не сте сами. Ако вие или некој ваш близок се почувствувал дискриминиран, имате право да поднесете представка до Комисијата за заштита од дискриминација. Комисијата во рок од 90 дена има обврска да се произнесе по однос на жалбата и ако утврди дека постои дискриминација, ќе препорача мерки. Личноста или субјектот кој ја извршило дискриминацијата во рок од 30 дена има обврска да го коригира своето однесување и за тоа да ја извести комисијата. Застанете против дискриминацијата. Исмаил, како член на Комисијата за заштита од дискриминација, да ни објасните како функционира тоа? Како функционира телото? Да. Значи, Комисијата за заштита и спречување од дискриминација е основана со новиот закон за заштита и спречување од дискриминација кој е изгласан во октомври 2020 година. Како надлежности на ова тело во споредба со минатото тело има многу зголемен број на надлежности. Првично, како основа за дискриминација е внесен родовиот идентитет, сексуалната ориентација, зголемени се надлежностите во смисла на обврската, односно можноста на комисијата да се вмеша во судската постапка како замешувач или како пријател на судот, а дополнително и граѓанските организации, синдикати и други организации чија главна дејност е борбата против дискриминацијата имаат можност да поднесат тужба, односно актио популарис, односно тужба која што ги засега граѓаните. Сега како функционира? Секој граѓанин кој што смета дека му извршена дискриминација врз него, може да поднесе представка до Комисијата за заштита и спречување од дискриминација. Представката треба да содржи основни податоци како податоци, односно име и презиме на подносителот на представката, до кого е поднесена представката, наводите или фактите кои што смета дека се релевантни, кои што ја објаснуваат дискриминацијата и подпис кој што може да биде своерачен подпис
или може да биде скенирано, пратено до нас, а исто така може да испратат и пропратни документи ако претходно воделе некоја постапка во институција или на било кое место. Значи, моментално работиме на основање на систем, односно на нашата веб страна, која што исто така ќе може да ги прима представките онлайн, односно секој ќе има пристап да понесе представка. Во меѓувреме работиме на процесот да се вселиме во новите канцеларии, зашто дополнително ќе бидат известени сите граѓани кога ќе се официализира целата работа, што технички може преку писмо да ни испратат представка за дискриминација, а исто така може да не заследат и на Facebook страната, се вика Комисија за спречување и заштита од дискриминација и таму може да ги најдат сите податоци и информации за секоја новост поврзана со комисијата и нејзиното работење. Го законот за заштита од дискриминација. Александра, ако не се лажам, вие работевте на него. Кажете ми, дали е тој согласен со закон за дискриминација во однос на европските регулативи? Значи, законот е апсолутно усогласен, целосно. Законскиот текст се работеше навистина макотрпно. Бивме на поголема работна група која што работеше подолг период, но се донесе навистина квалитетно законско решение кое што е согласно со сите регулативи и навистина нуди една целокупна заштита на правото на еднаквост со одредби кои што се однесуваат на Комисијата за заштита од дискриминација, како што напомена Исмел каква е постапката пред Комисијата, со тоа што регулира навистина широк спектар на дискриминаторски основи. Членот 5 ги наведува сите дискриминаторски основи, таа листа таксативно каде што се наброени не е затворена. Така да навистина законот мислам дека ги опфаќа сите области, сите основи. Тоа значи дека може и други дискриминаторски, апсолутно. Да, значи нема да се дополнува него механизмите за заштита од дискриминација, како Комисијата, Народниот правобранител, судската заштита. Значи вие може да се повикате на било кој основ, иако не е во членот 5 наброен таксативно, значи било кој основ дискриминаторски на кој што вие сметате дека сте дискриминирани, може да се повикате, затоа е таа листа отворена. После тоа одлучува судот, судијата или вака сега, значи вие кога ќе поднесете представка дали е до Комисијата, дали е до Народен правобранител, пошто нели до Народен правобранител се поднесува ако е сторена дискриминацијата од страна на орган на управата, односно државната управа, а ако се работи нели од дискриминација сторена од физичко лице, од приватен субјект, се поднесува до Комисијата. А постапките се бесплатни пред Народен правобранител и пред Комисијата. И сега судската постапка, значи таа ако се барате нели повреда, односно судот да утврди повреда на правото на еднаквост, таа постапка захтева трошоци, како нели адвокат, судски такси, така натака, а нели судијата ќе утврди дали има дали е прекршено правото на еднаквост на тоа лице и може да барате надомес на нематеријална штета, односно нели финансиски надомес во однос на тоа што вие сте го претрпеле, затоа што многу често луѓето кои што се жртви од дискриминација имаат навистина психолошки трауми кои што ги доживеале и навистина дискриминацијата знае многу животи да уништи, односно знае да остави длабок печат значи во животот на луѓето да биде навистина штетна. Така да може судот и во тој дел да одлучува и веќе имаме богата судска пракса баш по основ на дискриминација каде што луѓето повеле постапки и нели судот утврдил дека има повреда на правото на еднаквост. Имаме судска пракса. Така. Шенај, на што најчесто се жалат граѓаните кога е дискриминација во прашање од ваше искуство на терен? Вака, најнапред благодарам за поканата, баш ми представува голема чест и задоволство да бидам денеска со вас и да разговарам за тема која е обемна, доста обемна за комуникација и така да оваа тема опфаќа поширок обем на разговори, потребно повеќе време да се дискутира по истата. Така да ние доаѓаме од организација која најчесто работи предмети на заштита од дискриминација. Така да ние се среќаваме со повеќе видови на дискриминација. Јас во моментот работам, застапуваме ромски права, правата на ромите пред институциите, така да пристапот до институциите е многу отежнат за самата популација. Така да во тој дел се уште праксата не може да го
да го докаже своето дека ние можеме да ги остваруваме по судски пат или да ги остваруваме преку другите институции надлежни за решавање на проблемот со дискриминација, но сепак се трудиме да ги доловиме моментите и да им покажеме на јавноста дека и ромите се еднакви со останатите народности во државата, дека и тие имаат право на еднаков пристап и пристапот до вработување е еден од големите проблеми на самата популација, дека тие не можат да ги остваруваат правото на вработување за разлика од останатите. Самото име кажува, нели, дека си припадник на друга националност, бојата на кожата исто така. Тоа се тие дискриминаторски показатели по кои, нели, работодавачите и вработените во институциите ги согледуваат и ги дискриминираат ромите во општеството. Така. Исмаил, кои граѓани се најранливи и подложни во однос на дискриминаторски однос, во однос на група, во однос на националност? Како што кажа како изгледа тоа? Александра, значи најранливи се лицата со попреченост, припадници на ЛГБТ заедницата, ромската заедница и други, значи се она што означува социјална исклученост од општеството може да бидат најголем цел на дискриминација и вознемирување од страна на другите граѓани. Значи проблемот е што можеби граѓаните не се доволно информирани за другата група која што е потенцијално може да биде предмет на дискриминација. Например, многу граѓани не знаат да дефинираат или да разликуваат што е пол, што е род, што е сексуална ориентација, што е родов идентитет. Ако гледаат ром на улица, треба да препознаат, ако е, пример, сиромашен или полошо облечен, треба да бидат сензибилизирани за тоа и да се запознаени со фактот зошто е тоа така, која е позадината и така натаму. Значи, според мене, треба многу да се работи на едуцирање на граѓаните за да гледаат малце пошироката слика во општеството, отколку директно само да напаѓаат, да вознемируваат или да дискриминираат други луѓе. Добро, например, еве конкретно Шена е во Асоциација за човекови права на ромите. Што правиме со, значи ова е за сите, што правиме со групи, еве да речеме, не знам, ќе ги земам како еве една од групите кои што не се сеќам дека многу се зема во предвид, не знам, бремени мајки, мајки кои што се со дете, мајки, односно самохрани мајки кои што се, нели, со бебиња. Тие во глобала се засегнати директно заради од вработување, од неможност за не знам, до образование, не знам, од моменти на тоа дека не може да завршат работа и така натаму. Треба да се направи некоја организација која што ќе ги застапува нив како посебна структура или? Вака, ние како невладини организации работиме во сите овие области. И областа на работните односи, особено да речеме бремените жени кои што се соочуваат со дискриминација на работно место, нормално може да се обратат кај нас и ние после тоа комуницираме со надлежните институции кои што се тука за нив да ги заштитат. Еве еден класичен пример за време на пандемијата, нели имаше донесена владата една мерка за ослободување на родители со деца до 10 годишна возраст. Таа мерка најчесто ја користеа мајките, такви податоци барем имаме ние од тоа што, нели, луѓето го пријавуваа кај нас. И сега овде е баш интересно заради тоа што не може да се земе дискриминацијата само по една основа, туку по повеќе основи, како повеќе кратна дискриминација. Особено затоа што ова се случуваше во текстилната индустрија, да речеме жени кои што требаше да бидат ослободени од работа како родители на дете од 10 годишна возраст. Или не беа ослободувани, или кога беа ослободувани им беше намалувана платата, дури земаа и некои 7.000. Знаеме дека таму работат сите текстилни работнички повеќето работат на минималец, представуваат некои 80% од работната сила во текстилната индустрија и тие земаат 7.000 за време додека нели се ослободени од работа, што не е доволно да се задоволат најосновните човекови потреби. Значи ниту храна, ниту трошоци за лекови, еве сега да речеме за време на пандемијата, заштитни маски, средства за заштита од вирусот, дезинфекциони средства, ништо од тоа не може да се задоволи со тие 7.000 денари. Да не ги забораваме трошоците
продуците за сметки, за струја и така натаму. Тука значи доаѓа до таа социјална исклученост која што ја зборува и Исмаил. И ова всушност не е само некој типичен класичен пример на директна или индиректна дискриминација, туку е структурна дискриминација. Заради тоа што општеството нив ги става во таква една понеповолна положба, тоа што работат во индустрија која што е најслабо платена, убедливо најслабо платена во државата и се соочуваат со земање плата од 7.000. Најново беше нели ова со кочењето на пакетот мерки за нивните плати. 6.000 текстилни работнички беа принудени да користат годишен одмор. Тоа значи дека тие за тој период добиваа исто така намалена плата, затоа што нивната судбина беше неизвестна, дали после тоа кога ќе се вратат ќе ги зачуваат работните места, дали оние што беа на определено време со договори на определено време веднаш беа, им истекуваат договорите, работодавачите немаат потреба и ги оставаат на страна. Така што тоа е во суштина таа дискриминација за која што зборуваме, која што е системска структурна дискриминација, особено кон нив кон овие жени. Не случајно ние јас напоменав на почетокот дека ова е широка тема. Широка тема и затоа ни треба многу подолго време да разговараме и многу почесто да разговараме за да подигнеме свеста на граѓаните дека дискриминацијата е еден од основите, од битните основи во правото. Дискриминацијата, знаете, ако ние како организација промовираме некој настан на социјалните мрежи дека еве на тој ден таму и таму се има случајно настан поврзан со дискриминацијата, проблемот кај граѓаните не е едуцираноста, кај граѓаните е тоа што даваат поддршка на дискриминаторите. Даваат поддршка со тоа што пишуваат несоодветни коментари. Тоа секогаш се во секоја... Значи, сега што се случува во општеството? Дискриминацијата и говорот на омраза ги поврзуваат едно со друго. Значи, ние како правници во одредени моменти се соочуваме со проблем дали да поднесе само за дискриминација или за говор на омраза представка. И тука е конфузијата помеѓу тие две одредби од право. Ова што го спомнам многу интересно, затоа што навистина значи дискриминацијата во работните односи, особено значи на родителите, значи по основ на родителство и мајчинство, раѓање и така натака, иако значи уставот кај нас значи го заштитува ова право, многу често се дискриминирани. Ви имавте во прилогот нели како пристапот до вработување. Значи жените се прашуваат нели дали е мајка, дали планира да раѓа во брзо време, значи на самото интервју при вработување за да знае работодавецот нели дали да ја вработи. Да знае дали ќе биде отсутна, дали ќе користи породилно отсуство. Или пак, например, во однос на напредувањето во кариерата. Значи, многу често жените се ставени во понеповолна положба. И ви имате тоа константно и тоа се некако како нормално. Значи, со години се поминува, многу тешко луѓето се охрабруваат да го спречат тоа. Да. Така да, кај нас, значи, во организацијата, значи, во конкретно Македонското здружение на млади правници, многу луѓе се јавуваат и нели велат, да, сум дискриминирани и така натака, но кога ќе се стигне нели до поведување на постапка, се размислуваат дали ќе имаат, односно нели дали ќе имаат негативни консеквенции ако поведат постапка, нели дали ќе останат без работа, зашто што знаеме нели дека тешко се наоѓа кај нас работа, екзистенцијата ни е на сите многу важна, така да се размислуваат дали воопшто да поведат постапка. Може ли да погледнеме само еден? Само многу кратко, ќе мора да се надоврзам, сметам дека е многу важно. Бидејќи спомнате што ако нема невладина организација која што се бави со одреден проблем. Не знам, после кога почна пандемијата, младите беа први на отстрел од компаниите или тие тазе што беа вработени. Се утепале младиве значи завршиле факултет, средно факултет, едва се вработиле, они се првите кои што или нели биле навремено и они се првите кои што ги шутна. Тоа е повеќе во областа на работнички права, меѓутоа да речеме младите најчесто работат со договори на дело, со договори, не знам, фриленсери се, договори на определено. Кога работат со договори на дело се надвор од законската заштита која што уживаат останатите работници. Немаат здравствено осигурување за време на пандемија, замислете, исто работат, одат на работа или извршуваат работни задачи од дома без разлика. Тоа е тоа што треба да се промени, меѓутоа ова е малку поинаква тема. Сега се надоврзам. Значи, едно од стратешките определби на ова ново формирано тело е дека сакаме да бидеме достапни на сите. Да, супер, што има и невладини организации кои што може да помогнат, но ако овие одредени ранливи граѓани немаат пристап до невладини организации, ги охрабрувам да поднесат представка до комисијата без разлика за која основа се работи. Значи, ние се стремиме да бидеме достапни до сите,
Веб страната што планираме исто ќе биде преведена на сите јазици. Представка може да се испрати на сите јазици кои што сметаат дека најдобро ги зборат, така да ги охрабрувам сите да понесуваат представки. Предпоставам дека некои од вас го знаат Сирхан од Скопје. Он има една специфична ситуација. Ќе молам да го погледнеме прилогот за моја историја, а потоа продолжуваме да го дискутираме. Здраво на сите, јас сум Сирхан Усеин, апсолвент сум на Правниот факултет Јустинијан I при Универзитет Свети Кирил и Методи. Иако во Уставот на Република Северна Македонија основните човекови слободи и права се еднакви за сите и не се разликуваат по никоја основа, односно по пол, род, етничка припадност, верско уверување и слично, но за жал тоа е само напишано во парче хартија кој што во реалниот живот секојдневно се соочуваме со дискриминацијата. Факт е дека ромите во Република Северна Македонија се најдискриминирана етничка заедница во неколку основи, како што е неможност и пристапот кон приватните базенти и ресторанти, враќањето од граничните премини, неможноста да ја напуштат државата. Дискриминирани сме дури од оние од кои што најмалку очекуваме, а тоа се судиите, обвинителите, адвокатите, здравствените работници, државните институции и од самата држава. Па така да, дискриминацијата ја имам почувствувано лично на моја кожа. Во случај од страна на јавното предпријатие ЈСП, пред година и пол, најуредно, како и секој граѓаник на Република Северна Македонија, се качи во автобусот, уредно си го валидирав билетор во валидаторот и се упатив кон седиштето да седнам во автобусот, каде што подоцна од страна на двајца контролори ми беше побарано билетот, кој само на мене од преполн автобус. По расправата со нив, од нивна страна бев физички малтретиран и насилно применувајќи сила ми изфрлија од автобусот и ми се закануваа по живот. Во овој случај дискриминацијата е увидена во тоа што истите тие контролори не беа на работно време, туку се упатуваа кон работа. По случувањата со контролорите се упатив кон полициската станица каде што дадов изјава и водам случај против нив и очекувам во скоро време да бидам повикан во јавното обвинителство. Мојата порака кон сите е да не молчат на вакви случаеви, туку да ги пријавуваат случаевите, а пораката кон младите е тоа да прифаќаат различности, бидејќи не сите сме исти. Грозна приказна. Исмаил, кажи ми колку представки за дискриминација се поднесени до сега и некој што можеш да ни вака да ни издвоиш и каков е епилогот по нив, конкретно за Сирхан? Вака, бидејќи ние сме формирани како нов правен субјект од февруари 2021, наследивме 74 представки или 75 од претходниот состав од комисијата. Моментално работиме на нив. Епилог се уште нема, имаме рок од 90 дена за да ги спремиме. Баш представките имавме официјално примопредавање минатата недела, што значи дека во следниот период веќе ќе може да се очекува епилог. Сега проблемот малце е што релативно стари се тие, некои датира дури од 2016 година, некои 2019 натаму, но ќе видиме ако е нешто значајно за поголема група на граѓани, тогаш дефинитивно може. Да, дефинитивно. Конкретно за ситуацијата со Сирхан, знаете, мислам што се случило, до каде тоа стигнато, знае некој да објасни? Летоска ние имавме информација, имавме поднесено
представка до народниот правобранител, таму имавме поднесено и кривична пријава, по кривичната пријава немаме одговор од јавното обвинителство. Меѓутоа, народниот правобранител искрено и тие по некој макотрпен процес на барање информации, добивање информации од ЈСП се одолговлече сето тоа, ова се случи некаде февруари минатата година, а некаде август месец добивме дури одговор дека народниот правобранител утврдил дискриминација, контролорите беа казнети со парична казна како дисциплинска мерка и беа задолжени да посетуваат обуки за дискриминација. Многу интересно е, во прилогот го видовме моја колешка млада Емран од Куртишова од Театар за деца и младенци. Мислам дека пред неколку години, значи тазе завршена факултет, вработена во театар, беше вратена од аеродрома, ако не се лажам. Да, тоа не е изолиран. Тоа, извините, те прекинав. Тоа сериозно се случува? Да, тоа се случуваше, таа беше незаконска една пракса која што ја правеше Министерството за внатрешни работи, каде што многу граѓани од ромската етничка припадност, значи беа враќани на граничните премини, буквално значи беа влегува граничната полиција во автобусите и ги тргаше на страна и беа враќани затоа што има оправдување дека, односно они сметаа дека тоа е оправдување, иако е надвор од сите правни норми, дека ќе го злоупотребат безвизниот режим и ќе бараат азил во западноевропските земји, иако и правото на азил е основно човеково право. Судот утврди повреда на правото на слобода на движење и утврди во многу такви постапки дискриминација. Тоа беа првите постапки Македонското здружение на правници кој што ги поведи, првата пресуда во државата каде што основен суд утврди дискриминација. Дечкото спомни исто и така интересни, имаше и представка до комисијата пред неколку години во однос на пристапот до базен. Само односно до пристап до добри услуги, односно тоа веќе се смета, тоа се смета дека се тие јавни објекти од јавен интерес, каде што токму ромската популација не беше пуштана да влезе во еден базен, во еден град во државата и комисијата утврди дека има дискриминација, беа како на некој начин опоменати и прекинаа со тоа. Така да навистина на ова етничка заедница, значи членовите на оваа етничка заедница се дискриминирани често се дискриминирани тоа во различни области. Се спомна и во работните односи, во пристапот до добри услуги, така да има апсолутно присутна тука дискриминацијата и јас се надевам дека ќе почне да се препознава во сите области. Во принцип, како и за многу проблеми, што погласен е народот, што погласни се луѓето, што почесто не ги мрзи, пошто ние сме познати дека не мрзи да пријавиме, не мрзи да кажеме дека некој прави некоја глупост, дали тоа е заради лични убедувања или оние што ни ги наложуваат, комшијата треба да се дочуваме и така натаму. Мислам дека нема да се решат работите се дека се кјути. Шенај, ме интересира, имавме и прашање на Facebook, вика, мислам дека младите го разбираат овој проблем и се повеќе се стремат да ја срушат стигмата околу дискриминација, ни пишува Јана Джалева. Кажи ми, дали младите се похрабри во односот на пријавување и поднесување представки од претходно? Вака, еден дел од младите, да, после долгата едукација, после долгото работење на невладините организации, после толкавиот притисок во заедницата, почнаа лека по лека да говорат, јавно да говорат за самиот поим дискриминација, но се уште е табу тема за одредена млада популација и ние и во иднина и претходно имаме работено и ќе работиме се уште на промовирање на тој институт дискриминација, со тоа што ќе ги доведеме младите до степен да јавно говорат, да не се стидат од она што се жртва на дискриминација и така натака. Значи, она што сакав малце да се надополнам на говорот претходно колешката што збореше е кај нас се идентификува проблемот. Ние идентификуваме проблем со дискриминација, но ако нема медиумски притисок
државата не превзима мерки. За се е така. Значи, тоа е една лоша пракса која треба да се надмине. Значи, самите институции треба сами по себе да работат. Ако обвинителство има законска можност да работи, да работи и да постапува по допрен глас, не треба да чека ние да пишеме кривична пријава против тој настан. Или да се огласи некој медиум, или да треба апсолутно. Треба сами по себе да развијат свеста и да постапуваат сами по себе. Значи, законот ти дава можност работи, не мора да чекаш да има медиумски притисок. Еве проблемот со Сирхан. Ако немаше протести, јавни протести, ако немаше притисок од страна на самата популација, ако не го заштитеше популацијата Сирхан, он немаше да има никаков епилог. Така. Значи дискриминацијата ќе останеше кај него онака како рана во неговата иднина. Така. Минатиот пат го имавме Јован во Охрид да ни прави анкети. Повторно беше, односно таму додека беше, го замоливме да ги праша младите и за оваа тема. Да видиме што ни одговори. Здраво, јас сум Јован, ова е нова епизода на Моја сторија. Повторно сме во преубавиот Охрид и ќе прашаме неколку случајни минувачи, неколку млади охриѓани на темата дискриминација да разговараме, кој е нивниот став и што подразбираат под зборот дискриминација. Па да видиме. Свини, дали може 2-3 прашања дур одмараш, нема да ти сметаме многу, кратко ќе биде. Ова е од Моја сторија и денешната тема е да разговараме за дискриминација, темата дискриминација и што подразбира таа тема. Да те прашам првично дали знаеш што е тоа дискриминација? Опресирање други луѓе во однос на вера, пол, националност, сексуална ориентација. Дискриминација според мене е неправда кон некој или нешто да се направи. Нееднаквост помеѓу луѓето предизвикана од самите нив, значи некој се однесува надмено во однос на други. Дали некогаш вие сте биле дискриминиран и ако да, кога и како, на кој начин? Искрено мислам дека во многу ретки ситуации најверојатно не сум бил затоа што припаѓам на најдоминантна раса, најдоминантна религија, така што мислам дека не сум бил. Имаше еден момент кога бев во полициска станица дека ми беше ташно трнато од нарамо и ми рекоа зашто си одеше сама. И можда не е баш најмногу дискриминација, ама се осетив. Ми рекоа зашто немаше другар, брат, дечко да те попрати. Дали некоја сте биле сведок на некој што е дискриминиран и ако да, исто кога и како? Да, сум бил, мислам, најмногу го гледаме тоа по медиумиве, ама исто и вака физички, например, не знам, некој кој делувал по-отмено, добил побрзо маса во ресторан, отколку некој што не делувал толку. Пред мене не, кај што знам, не. Не? Добро, а дали знаеш како да постапиш во ситуација ако видиш некој кај што е дискриминиран и каде да пријавиш? Па ќе пробаш да му помогнеш, да кажеш дека не е кој што треба да работа, а да кажам не знам каде, искрено. Да пријавам не знам, ама валјда можам да се замешам малци и да речам пекини. Не е во ред ова. Искрено, ако е поголем степен на дискриминација, ако се пронајдам засегнат во тоа, односно сум сведок на тоа, најверојатно би реагирал моментално, ако ми е местото тоа да го направам, затоа што она што моментално ќе го издействуваме, мислам дека најмногу ќе значи за човекот кој е дискриминиран. Тоа значи дека јас со години кога ме враќале од дискотеки, кога сум искачал надвор, заради тоа што носам, не знам, патеки, заради тоа што немам женска со мене, и тоа било уствари дискриминација. Или приватна забава, ти рекле. Или, например, и тоа е дискриминација, и јас можам да поведам представка за тоа да поднесам? Технички да. Значи, треба само да препознаеме врз основа на која основа.
сметате дека сте биле дискриминирани, или па ние имаме надлежност исто така да одиме и кај правното лице и да разговараме зошто лицето кое поднело представка е вратено, врз кој основ е вратено, врз кој рационале е вратено. Споредба во слична ситуација, дали некој друг не бил дискриминиран. И дополнително комисијата може да поведе прекршочна постапка преку судот, кој што е надлежен, кој има местна надлежност и стварна надлежност за тоа и може да има глоба, мислам дека до 3000 евра највисока. Вујка многу добар пример даде во прилогот, каде што кажа нели дека и кажале кога ташната била тргната дека нели кажале зошто одеше сама. Зошто немаше дечко, брат или другар покрај тебе. Значи тоа да беше односно да беше машко кој што ќе отидеше да пријави, немаше да му биде кажа. Добро. Така да значи во моментот имаме дека нели некој пол е посилен, дека нели некој е повеќе може да се заштити така натака, значи пак се во тој момент кога она отишла да пријави, ете се охрабрила да пријави, одма нели наидува на некоја бариера дека и велат знаете треба ти си требало да одиш со некој до тебе. Овие области се многу испреплетени меѓу себе. Да речеме, родово заснованото наследство е дискриминација. Така е дефинирано нели од сите меѓународни инструменти. И ова што го спомна и претходно Александра за вработување кога ве прашуваат нели дали си мажена, дали имаш дечко, дали планираш семејство. Значи јас се кажам никогаш не ме прашале дали планираш да раѓаш. Значи само да се знаете. На колку интервјуа за работа си? Да. Две. Сите тоа многу суптилно некако се случува и не поминува без да го препознаеме, без да знаеме дека тоа е всушност дискриминаторски третман. Кога веќе го спомнавте тоа, баш Марија Јовановска на Facebook ни вика пред се едукацијата на младите не само околу дискриминација, туку еден тон други општествени теми е многу важно. Колку е важен според вас оној триаголник родител, ученик, професор за целиот овој дискриминаторски однос кај младите уште во рани, нели во што порана возраст да се детектира и да се знае што е што? Тој однос помеѓу нели наставниците, професорите, родителите и учениците доста значаен, особено заради тоа што вистинските вредности почнуваат да се негуваат уште од најмала возраст и од училиштето како и од домот истовремено. Заради тоа е неопходна тука таа соработка помеѓу наставниците, родителите, кои што ќе постават пример за учениците, како тоа треба да се однесува тој ученик во после тоа во општеството, нели кога ќе биде кога ќе влезе во општеството, да речеме ќе бара работа и слично. И тука би се надоврзала на она што претходно го зборувавме за минатата емисија и за реакциите кои што произлегува после таа емисија. Загрижувачки беше тоа што дел од наставниот кадар во државата се приклучи на тој бран на омраза што се случи по социјалните мрежи. Да, не секогаш дискриминацијата е отворено ограничување, да речеме со некое постапување, вие ограничувате некој да си го оствари своето право на еднаква основа со другиот. Некогаш тоа може да биде, да речеме, наставник ќе земе ќе објави како што беше случајот инсерти од емисијата, ќе напише дали се ова реформите во образованието за кои што се залагате, со тоа што тука малку и погрешно беше нели поврзана емисијата со Министерство за образование како некоја пропаганда за ЛГБТ луѓето да се врши. Да, меѓутоа објавува таква објава и тука веќе следат коментари кои што се полни со говор на омраза, со повикување со дискриминација и слично, и тоа најчесто се коментари од родители. Во принцип да, во принцип тоа се претпоставам дека тоа се луѓе кои што нели како што кажавте вие се мешаат тие работи, значи од моментот на говорот на омраза кој што ни го шират преидува во дискриминација на цела една група на луѓе. Така, меѓутоа тука еве да речеме тоа беа родители кои што ги пишуваат тие коментари. Ме разбирате, тие даваат пример понатаму за детето. Се целта на образованието е да се почитуваат човековите права, да се почитуваат различностите, да се прифаќаат тие различности. И тука наставниците не само што нели треба да постапуваат активно против дискриминација и против насилство, тие имаат и законска обврска тоа да го прават. И имаат обврска да постават еден пример за децата, за тие после ученици да се оспособат за еден одговорен живот во демократско општество. И сега сите ве прашувам, младите кога би сакале да се информираат повеќе за оваа тема, а не можат или не добиваат доволно од наставниците, од родителите или од окружувањето,
Како е најдобар начин да се информираат, да дознаат повеќе информации, да се впуштат малку повеќе подлабински во ова? Тука сме граѓанските организации кои што активно навистина продонесуваат со години во јавната, односно во јакнење на јавната свест токму за оваа област. Значи, ние како граѓански организации, значи имаме навистина многу бројни анализи, истражувања, информираме, значи присутни сме на социјалните медиуми. Доволно да ве најдат на интернет, на социјални медиуми, и ќе може значи да се едуцираат. Значи, навистина мислам дека сега барем во денешно време навистина пристапот до информација е лесен, така да мислам дека навистина може да се едуцираат и само иницијативно да пројават интерес за оваа област која што е интересна. Јас дури сметам дека младите треба многу поактивно, волонтерски да бидат вклучени во невладините организации. Слободното време да го губат во невладините организации за да тие самите се едуцираат во делот на дискриминација, во делот на говорот на омраза, во делот на идентификување на човекови права и така натака. Значи, битниот факт е тоа дека тие времето го губат по интернет кафењата, по кафичите и така натака, а не го губат времето таму кај што навистина е потребно да го изгубат. Инаку, да се навратам на триаголникот, триаголникот е уствари темелот на дискриминацијата. Ако еден родител го воспитува своето дете дека ромите се лоши, дека ромите лажат, дека тие крадат, дека така натака, значи он ствара веќе бариера помеѓу ромите и своето дете. Да, тоа што и детето расте со тие предрасуди дека тоа е предрасуди дека ромите се лоши, дека ромите крадат, дека лажат и така натака. Уствари морам да кажам дека 10 луѓе не го прават јатото. Значи, не може цела заедница да се идентификува како лоша само поради 10 лица кои се недолични на заедницата. Тоа го има во сите заедници, го има и во македонската заедница, има и во албанската, и во другите заедници, и лоши и добри луѓе. Ама не можеме поради лошите да кажеме сите се лоши. Само би се надоврзала тука, нели Александра не спомна нас како достапни за бесплатна правна помош. Постојат и правни клиники во моментов на правните факултети во Штип и во Скопје, ако не се лажам, не сум сигурна за другите градови. Мислам дека само на овие два факултети се и правните клиники мислам дека можеби им се некое безбедно место каде што можат младите да се сообрадат. Сепак млади луѓе им даваат правна помош, што колку имаат ева ги интересира едноставно што е дискриминација. Обратете се во тие правни клиники каде што ќе можете да добиете таква информација, ќе можете да добиете дечкото од маса број 20 секој. Ќе можете да добиете информација како да се заштитите, како да постапите и слично. Значи постојат начини, да, еве ние исто така организиравме и летни школи за човекови права изминативе неколку години, на кои што баш се, нели, младите го добиваат потребното знаење и можат да препознаат дискриминација, да знаат како да постапат и слично да помогнат на. Го давам на Исмаил збор. Значи, во однос на ова, Македонското сдружение млади правници, баш сега за младите, пошто не гледаат, значи ние со години спроведуваме една практиканска програма, каде што значи младите може да се пријават кај нас и им следи значи пракса во некоја од институциите каде што нели може да ги осознаат човековите права, заштитата, така да навистина има, ако сака да се вклучат, има многу. Значи треба да изгуглат Македонско сдружение за млади правници. Практиканската програма, значи имаме за бесплатната правна помош, значи имаме цела волонтерска програма, така да има можности, само треба иницијатива и желба. Треба 5 збора да пишат. Дискриминиране ми дава да збора. Нема. Вака, како една од надлежностите на комисијата е исто така испречување на дискриминацијата и пробуваме исто тоа што го кажавте, каде да се информираат младите, да го адресираме тој проблем со креирање на кампања за јакнење на свеста, информирање на населението што е дискриминација, како да препознаат и како да поднесуваат представки. Значи тоа е нешто што во моментот го работиме. Кампањата ќе оди секако во традиционалните медиуми, сите јавни медиуми, социјалните мрежи, што претпоставам дека тоа ќе биде мај или јуни, но битно планираме да го адресираме тој проблем. Ме интересира многу битно ова затоа што сме сведоци како млади, јас сум како млад се уште. Шенај, ме интересира, значи што се случува доколку видиме ние како на трето лице му се случува дискриминација по некој основ.
Смееме да пријавиме ние, тоа и го имаме и како прашање од Сандра Крстевска. Што се случува во тој момент? Да, секое Како лице, да постапиме? секое лице има право да пријави дискриминација. Секое лице може да пријави. Збориме дури... на друг човек кој што наречеме не е за трето свесен, лице, не да. сака или не знам, смеам јас да пријавам дискриминација. Дама, со пријавата треба да го докажеш. Добро. Пријавувањето, за да може да има основ за постапување. Обвинителство постапува ако нели има доволно докази за тоа што го пријавуваш. Иначе секое лице може да пријави било каков настан во обвинителство и да покрене обвинителство одредена постапка против сторителот на тоа лице. Значи, оне муабет не е моја работа, нека си бркаат они таму, не е точно. Тоа е граѓанска неодговорност повеќе. Значи, ние треба тоа да го надминеме дека тоа не е моја работа, нека си брка сам своја работа, тоа е веќе граѓанска неодговорност. Граѓанската одговорност изискува да нели сите заедно да бидеме заштитени. Ако јас денеска тоа го кажам за тебе, утре ти истото можеш за мене да го кажеш. Значи, тоа е еден синџир кај што се поврзува едното со друго. Значи, мора да има граѓанска одговорност во целата заедница. Мора да бидеме еднакво општество, без предрасуди, без страф. Без да имаме страф за постапување и треба да самите себе се заштитуваме. Самите гледаме дека институциите многу помалку постапуваат ако нема пријава, значи тие сами не постапуваат. Така да ако заедницата, ако народот не се сплоти воедно, се уште има такви појави на непостапување. Вака, дискриминацијата не е кривично дело. Тоа да го расчистиме за почеток. Значи, дискриминацијата оди преку тужба во граѓанскиот суд. Тужба во туѓо име мислам дека не може да се поднесува, но она што може е, бидејќи Комисијата за спречување и заштита од дискриминација може да реагира по допрен глас. Оној кој што е сведок на одредено дискриминаторско дејство може да го пријави кај нас случајот, а ние после по допрен глас да постапиме, да го исконтактираме тој што е дискриминиран и да видиме дали сака да понесе постапка, да ние да постапуваме по него и на представка и така натаму. Интересен елемент има новиот закон за спречување и заштита од дискриминација воведа можност за тужба од јавен интерес, тоа е тоа што го спомна Исмаил претходно. Тоа значи дека здруженија, синдикати, фондации кои што работат во оваа област за заштита на дискриминација, кога има индикација дека е сторена повреда на правата на еднаков третман на одредена поголема група на луѓе, може да се поднесе тужба до надлежен суд. Ние во моментов како Хелсиншки комитет имаме поднесено две такви акцијо популарис или тужби од јавен интерес. Едната се однесува на повреда на правата на глас на лица со попреченост, односно непристапност до избирачките места, а другата е заради сегрегација на роми во училиштето, односно во образовниот процес, со тоа што тука има во одредени градови од државата имаше роми кои што посетуваат училишта во посебни паралелки, беа поделени или пак да речеме посетуваат училишта за деца со интелектуална попреченост без да им се изврши категоризација претходно. Така што тоа е можноста која што може да се поднесе кога станува збор за повреда на права на поголема група на лица. Во моментов овие постапки се во тек, некаде во февруари беа поднесени, така што чекаме тука исход од тие постапки. Полицијата може и по службена должност да постапува или ако види дека има негдека дискриминација. Да, по допрен глас. Да. Како што кажа, па ние веќе сме најавени во својство на пријатели на судот во една постапка во суд. Една од овие две постапки комисијата. Ви благодарам на сите за гостувањето. Од тоа што го разговаравме тука, мислам дека може да се сложиме дека додека се кјути, исто како ништо не се случува. Тоа што треба да го прават младите е за секаква неправда и за секаков дури и можност дека е нанесена некаква дискриминација, барем да се консултираат со некој од вас, да ви изгуглаат и ќе им дадете совет дали таму има основ или не. Реално да се пријавува дискриминацијата затоа што така дури ако не е подобро нека се, значи подобро за тоа што представува дискриминација. Ви благодарам и на вас што не гледавте. Следната тема која што ќе зборуваме се климатските промени, но нема да разговараме за тоа што се климатски промени, каде одат, што не одат, него туку не. Напротив, ќе разговараме за точно што се прави
по тоа прашање и да се средат тие проблеми. Ви благодарам уште еднаш, имајте убав викенд, имајте убави празници, чувајте се многу, внимавајте, немој да се распиштолувате како што знаете и се гледаме следниот вторник со новата тема. Довидување.